Здраво, уште една епизода пушти. Јас ти честитам. Здраво, здраво, тука сме јас и Жаре и тука со нас е Лура Положани, така? Да. Она работи како асистент External Engagement Officer at UNHCR. Така не знам ова како да го преведам. UNHCR? Звучи многу јако. Да. Нели? Па така некако види, Assistant External Engagement Види, со Officer. сакосов. А замисли External Engagement Officer. Те молам. Љура е тука да ни зборува, бидејќи многу повеќе од мене и тебе знае за патот што не чека према Европската Унија. Односно преговорите. Преговорите, така. И меѓу другото, еве и ова е убаво да се каже дека Љура имаш завршено на Универзитетот во Женева и докторат на Универзитетот во Грац. Така, ова се точни работи, така да овој академски оддел ти е поприлично силен. Те надеваме. Да, сега да пробаме сето тоа што го знаеш, нели, академски да го пренесеме во пракса, да видиме што ќе значат овие работи што не очекуваат со преговорите. Генерално јас би сакал да започнам до кај сме во преговорите. Така, како држава до кај сме, до која точка? Па може да кажеме дека во добра точка сме. Okay. Иако сега со коронавирусот, не можевме да уживаме на тоа како што треба, нешто што всушност многу долго време сме го очекувале, а тоа е да го имаме зеленото светло за отпочнување на преговорите со ЕУ. До сега чекавме, значи, дозволаш некаква за ајде може да почнеме да преговараме. Така. Баш така е. Значи, долго време сме во ова процедура или овој процес, но сега сме во така winning streak, како што би рекове, во смислата дека всушност можеме да работиме малце поконкретно кон зачленување во ЕУ. Нашата држава цело ова време, значи, следи регулативи, следи што се случува и сето тоа, но немавме ова поофицијалната, како да викаме, покана, за да ги следиме работите малце поконкретно, за да имаме отворени поглавја и сето тоа, некои работи што други земји во регионот веќе го прават, како што е Црна Гора или Србија. Така што веќе сме во многу убав пат. И јас сум многу среќна за тоа, зашто нели државата исто така жртвуваше во некој начин, нели менувавме име за ова да останува реалност. И всушност it paid off. Како се вика на англиски, македонски, извинете, се исплати. Да, exactly. А која беше пресудната точка за да стигнеме до ова? Договорот со Грција, со Бугарија, што све друго? Тоа беше многу важно, зашто покажуваше од наша страна дека ние сме отворени за да бидеме отворени кон другите. Нели, зашто ЕУ или Европската Унија е голема унија на многу држави. Ако не се покажува дека сакаш да бидеш пријател со другите и дека можеш во мирен и другарски, да викаме, начин да се разбираш со твоите соседи, тогаш нема да можеш да се разбираш ни внатре во унијата. Не се бара консензус. Мислам, ако еден не сака да влезе во друштвото, мај да сите да не сакаат исто. Баш така. И унијата, ако ништо друго, по зборот консенсус преживува. Значи, тоа е многу важно. Па тоа мораше, значи, да имаме добри врски со нашите соседи, но исто така треба да сме малце интроспективни во смислата дека требаше и да имаме реформи, многу клучни реформи, тешки реформи, што се уште, значи, не се завршени, тоа не е некој процес што го направивме ова и тоа е, ќе заборавиме. Всушност тоа е нешто што цело време треба да кон што цело време треба да работиме. Преска спомна дека нели од академијата и ние во академијата имаме така термини што сакаме да ги употребиме за да звучиме многу паметни. Тоа и научарите. Да биде обскурно. Да. Но во овој случај едно многу мене што ми се свижа или кога магистрирав тоа што го употребував е дека не е само дека постојат овие правилата. Туку постои начин како да се работи. И мислам дека тука е нешто многу важно. Значи, ние учиме да работиме како една држава што ќе биде член на Европска Унија.
Тоа се некои ноу-хауа и принципи кои што ние ги ставаме во нашиот систем. Да. Така? И за мене ова е многу важно, зашто нели ние сме биле дел од Југославија, па сме сега сме индепендент, значи самостојна држава, како да викаме. Да. И сите овие процеси не научија нешто, значи и од се си зимаме по Некоја нешто. лекција има. Да, се уште има некои работи што ги правиме зашто во Југославија така сме ги направиле. Нормално. Значи, навики навики се. најлошо се губат, најтешко се губат. Да, па и кога со пријател ке зборуваме, еве ја ако имам некој пријател што многу зборува со раце, и јас ке почнам да го имитирам, ако зашто цело време мислам и јас така ке зборувам. Така и со ЕУ и со било што С ким си во така животот. си? Да. Така е. Ајде малку за тој збор преговори е интересен, бидејќи под преговори ние подразбираме некакви други работи. Знаеш, некој доаѓа седнува на маса, има друг од другата страна и почнува, добро, ако јас ти дадам 2 овци. Знаеш, дали е тоа таков тип на преговори како што ние лаиците мислиме дека е според преговори, или сепак ова не се баш такви преговори? Знаеш, малце објасни ни го тој actual процес кога седнуваат луѓе на маса, што преговараат нели? Па мислам дека и то, не мислам, но и тоа е дел од тоа, значи всушност ке седат нашата страна, значи представниците на владата, да зборуваат со представници на Европската унија во различни фази. Значи ке има сега сте го слушнале, значи скрининг процесот. Тоа е тоа што требаше да го правиме до сега, техничкиот скрининг процес. Сега ЕУ ке треба да има некоја рамка на врз која ќе се вршат сите преговори. И во преговорите секако ќе има такви преговори, секако ќе треба многу, значи и со преговорите така и во било кој начин треба да имаш една база врз која знаеш што можеш, што не можеш, што можеш кога, што не можеш никогаш. Да, добро, значи стратегија некоја. Да, и всушност администрацијата цело време треба да работи за да видиме што и како можеме да го направиме тоа што се очекува од нас. И нормално да преговараме во смислата и на интересите. Значи ЕУ ги гледа интересите на ЕУ и на членовите на ЕУ, што веќе се членови, ние ќе ги гледаме и нашите интереси како држава, но и интересите како би изгледале тие во склопот на Унијата. И затоа е добро во некаков начин што преговорите траат, зашто тоа е систем на учење. Да, така, Нели, така. треба да учиме да зборуваме како дел од Унијата, тоа значи различен јазик, скратенки, матенки, значи многу вака мали работи, но и поголеми работи. Кои се интересите, кои се нивните, кои се нашите. Значи, целото ова е како и процес на учење, ама и процес ние да можеме стварно како држава да остануваме. Фази, може да им ги Фази, објасни да. на луѓе кои се тие фази, како на пример викаш скрининг процес, во моментов е скрининг процесот. Техничкиот скрининг процес заврши, иначе не би можеле да го имаме зеленото цвет. Без тоа. Добро. Да. Сега, значи се уште не сме почнале со проговори, ние добивме зелено светло за да почнеме, но не сме почнеле. Ќе почнеме, нема некој датум. Унијата рече во поскор можен рок, што е добро, значи има волја за да се направи тоа, што побрзо. Но сега значи има фази. Со новата методологија тие се фази со неколку поглавја, зашто нели ЕУ има неколку поглавја на не закони, туку можда области, како што се почит за фундаменталните права, човековите права, финансиски надзор, агрикултура, значи во сите можни области што се релевантни за политиката на и социјалниот живот на една држава, зашто се треба да биде регулирано за сите држави да играат по иста игра. Само извини, тоа едно треба да се затвори за друго да се отвори или како оди? Па до сега така отишло. Значи имаш значи не се отварат сите поглави. Одеднаш не се отвараат. Па тргаме да преговараме за све одеднаш. Така, не. Сега имам луѓе што викаат зошто не ги отварате сите.
не луѓе, туку експерти. Да. Не Иако рандом експертите човек на се улица. луѓе, така што или дали се, не знам. Another species. Да. Но, значи, има и такви што мислат дека ајде да ги отвориме сите и кога Франција зборуваше за новата методологија, тоа ја отвара малце играта и луѓето мисла, окей, ајде да правиме можда нешто друго. Макрон се побуни као Да, тоа беше побуни. тоа. Тоа, значи, ајде да видиме дали овој процес функционира и дали треба некој нов процес, можеби ќе функционира подобро. И тука сите сакаат да викаат дека можда имаше такви, значи што вика, ајде да ги отвараме сите chapters, сите поглавја и државите самите ќе викаат, окей, јас сега ќе работам на А и на С, зашто за сега тоа ми е приоритет и тоа ми е... Логично. Да, можда и да. Ама од друг начин, тогаш која многу е тешко да се следи, многу е тешко да и има неколку држави што исто така преговараат, така што можда од страна на ЕУ тоа малце ги комплицира работата, значи Демек ЕУ преговара со повеќе од еднаш. Да. Добро. И... Се знаеш вака рипам малце, извини. Да, не, слободно. Ми е интересно овој целиот момент. Добро, да речеме за секое поглавје ЕУ различни луѓе ти праќа на маса да преговараат. Пример сега за земјоделство, верувам се различни од тие за економија. Така. Веројатно различни експерти. Така? Да, зашто А од наша страна? Исто. Значи, секако дека имаме преговарачки тим, но како во ова емисија не бе вие, не би ме викале мене да зборувам за агрикултура. Така, добро. Зашо можда се имам ја некои мислења, но секако многу погрешни мислења можда би биле. Така што секако дека ќе има различни експерти, различни процедури во смислата дека нели има различни закони, различни рамки, некои ќе бидат многу поинтензивни од другите. Значи, и во случајот на земји членки, што веќе се земји членки, имало, значи, преговари, некои теми што биле многу сенситивни. Како, например, не знам, дали Данска, сега Данска ќе биде дел од Унијата, па Данска има сирење, фета сирење, па не сака сирењето да биде со грчкото сирење, нешто така, значи Што? Да, или мислам има многу такви работи за заштита на интереси, заштита на исто така на некој ред. Така, а како, директно во пракса да речеме, како луѓето со од почеток на преговорите, луѓето во Македонија бија чувствувале таа трансформација на политички, економски, на општествено ниво? Така. Па тоа што всушност почнавме да зборуваме малце и преска, за тоа како ние ќе земаме како администрација, како држава, некои нови финти на работење, нели? Тоа се вика на академски начин social learning. Значи ти од процесот ќе научиш да направиш некои работи различно. И јас се надевам дека со ова некои работи ќе бидат можеби потранспарентни, поотворени, можеби по user friendly во смисла дека за граѓаните ќе биде полесно, зашто се што се случува во нивото на Европската унија секако е цело време се менува, има различни мислења и мислам секогаш кога има повеќе различни мислења, се подобро може да стане и ние ќе бидеме дел од тој круг. А нели на хартија сме супер? Знаеш, некако имам впечаток дека се што можеме да земеме од аспект на легислатива, некои си насоки, принципи сме зеле, само нас ни фали праксава некако. Или можеби имаме уште што да земаме во однос на тие правни процедури и слично. Знаеш, бидејќи велиш сега ќе трнеме со преговорите, ќе земеме ноу-хау, ќе научиме, ќе пробаме преку разни методи тоа да го trickle down да отиде и во society, така во општество. Се надеваме. Но дали до кај сме во таа фаза? Имаме ли уште за земање или веќе све си имаме земено, работа е сега да имплементираме? Не, значи не сме земале се, мислам дека има работи што можда и не мислиме дека ќе ни требаат, ама ќе ни требаат, зашто не сме ги виделе сите поглавја. Значи не е некој момент што ќе можеме да видиме ај во ова поглавје точно што вика, зашто за секоја држава секако дека има специфични работи што се поврзуваат со таа држава, така што не можеме ние од книга на некој друг да си земаме, зашто нема да биде за нас во тој смисол рамката нема да биде нашата рамка. Така што тоа е важно, но исто така мислам дека целиот овој процес ако не го гледаме како долгорочен процес,
во вистинската смисла на зборот, значи некако нешто, сега ова се случува па завршува, сега ова се случува па завршувавме и за ова. Не, значи демократијата е процес. Цело време. Значи, цело време ние треба да присуствуваме, ние треба да се покажуваме, ние треба да мислиме. Never ending. Сега, во некој начин може би е малце како сега се уморив од демократија или не во тој смисол, ама сепак, значи, е идејата дека процесите како ова и со ЕУ мислам многу често постои ова мислењето дека ова го правивме, па нели рековме дека тоа го правивме. Па зошто сега пак зборуваме за тоа? Така. Ставивме точка. Па нели реформиравме судство, некој да, може да рече. Зошто сега пак ова? А всушност тоа не е нешто пак, но е дел од еден подолг процес на подобрување на институциите, на подобрување и на културата на демократијата во државата, што ова е индиректен можда резултат на ЕУ. Тоа е за сега и приоритет на владата, значи идејата за да имаме подобро судство, подобра демократија, значи тоа е секогаш процес и со ЕУ исто така ќе се случува. Значи се е долг процес, ќе мора да бидеме многу patient. Да, Трпеливи, да. И значи ова стварно да го мислиме во смислата на и следните генерации. Треба да формираме држава и политики, држава ја имаме, политики што ќе имат, значи кои ќе имат најмногу влијание не на нас можда, на нашите деца, како што се климатските промени и така натаму. Така што може да видиме дека и во Европска унија државите се трансформираат константно, дека не застануваат и они еве сега завршивме тука и готове. Тоа ќе значи исто за нас. Како сме спремни за тоа? И колку имаме и спремни и политичари и народ за оваа битка да ја истуркаме? Бидејќи ми звучи како многу работа а ние сме малце. Без да не сватам нели никој погрешно, но низ оваа серија муавети ги поканувам да ги гледаат и другите епизоди, како некако да добиваме впечаток дека не сме свесни колку работа не чека. Значи actual work. Да, апсолутно ќе треба малце. Да, мислам дека како е тоа што го викал Ајнштајн за ако седиш до убава девојка и 5 секунди, значи многу брзо ќе лета време, ако ја ставиш раката во редна, the opposite. Во овој случај мислете на ЕУ како убава девојка. И на реформите како убава ако убава девојка во смислата дека ќе вреди, дека е убаво и дека всушност ова се прави за нас. Точно е дека е тешка работа. Не знам дали сите се сега да викам сите се подготвени за ова работа. Апсолутно има политичка волја, инаку не би отишле по овој процес. Но мислам дека и затоа беше важно да добиеме сега зелено светло. Значи цело време е важно ова да биде a tango for two, каде и двете покажуваат дека се заинтересирани на овој процес да продолжи. ЕУ сега тоа го покажа, ние исто така го покажевме и мислам дека цело време со ова реафирмација на волјата да бидеме дел од процесот од двете страни, тоа ќе помага и со тешката работа. Зашто знаеме дека сушто за убаво нешто се гради доверба на некој начин. Па кога ќе заглави работата, барем ќе може да со по-други очи да те гледаат кога знаат дека искрено си влезен во целата. Апсолутно. И мислам дека тоа се гледа и по сите изјави. Тоа беше всушност сршта на сите изјави, дека ова е нешто што се случува зашто заслужува да се случува и убаво што продолжува. А дали нешто би се променило доколку има промена на власт во таа смисла во текот на преговорите? Па сега промена на власт не знам, зашто не би знаела како тоа ќе продолжи, но додека ние како држава почнуваме да roll back, значи да одиме позади, затоа значи Франција имаше двоумења и затоа има затоа има да губиме часови. Да, всушност да, или да од плусевите минуси да ти се станат плусевите. Тоа беше значи коментарот од Франција и дел сега од новото размислување на преговорите е дека што да правиме ако државите си одат назад, дали се уште трае процесот како ништо да не се случило или дали ќе правиме нешто. Значи сега не знаеме се уште како тоа ќе изгледа, ама мислам дека се мисли на тоа, на сериозно, на
флуидноста на процесот, дека не е цело време рамен, дека понекогаш помалце вода, понекогаш повеќе, значи тоа ќе зависи. Затоа е многу важно, особено сега кога се гледа дека и другите земји размислуваат на тоа што ќе се случува ако има нешто негативно што се случува. Тоа значи дека ние треба уште повеќе да работиме, да ја покажуваме нашата волја и позитивност. Затоа и Македонија, Северна Македонија цело време ја поддржуваше и новата методологија. Значи, ќе имаме нова методологија, може да има нови правила на играта, но сепак ние сакаме да сме дел од процесот, можеме да сме дел од процесот, значи е важно да се покажуваме дека we're in it to win it. Значи, има таква нова методологија, Така значи, што е... има некаква промена во што ја викаат методологијата на преговорите. Да, така? има и се уште нов, значи се уште е во baby steps. Се уште значи јас мислам во тој зашто не е пробана, така што не знаеме дали ќе биде вака или така. Ние ќе трајалисти некакви веројатно меѓу првите што ќе одат по таа нова методологија. Во некој начин да, само што беше, значи многу сите знаат дека ова е веќе нешто ново, па и се на англиски се вика mindful. Добро, кога си мислиш дека да си присутен во нешто. Да, и дека ги гледаш сите работи, мислиш како да ги балансираш, нели? И во овој случај знаат сите се согласуваат дека не би било фер за новите држави сега екстра да им давиш задачи, туку е повеќе промена на процесот каде што евентуално би требало да се балансира сето тоа. Не би викала во овој случај дека we are being punished или нешто така, не е така, но е дел од едно интроспективно мислење. Добро те разбирам, тоа не е заради нас нешто. Не, тоа си е апсолутно. така. Тоа е поради процесот. Кон новите членки. Така. А во суштина можеш да ни кажеш како една реченица нешто баш есенсот кој е во смисла што е промената со новата методологија? Што е тоа што е сменето? Па со новата методологија сега има неколку области каде што влегуваат неколку поглавја, зашто порано се отвара ова поглавје се отвара прво, после овие делови втори, се затвара па се. Да, сега ќе има едно друг микс, се уште се поглави, значи се уште темите на поглавијата остануваат, само сега различни работи се важни. Значи сега се уште се фундаменталните права chapter 23 или поглавје 23, 24 што цело време го слушаме, ама исто така ќе има важноста на финансискиот надзор, исто така мислам дека влегува во ова првата област. После за други приоритети. Корупција, да, значи да, во смислата дека се гледало што може да биде кочница или проблем во другите држави што биле дел до сега, и тоа има многу, не само од регионот, туку и од надворот регионот, и се гледа, окей, овие биле можда проблеми во другите држави од нашето искуство, така што овие ќе ги ставиме на почеток во смисла дека овие треба стварно да бидат од почеток satisfied, задоволени, за да можеме да продолжиме понатаму. Значи на некој начин ти си супер во сите овие поглавја, ама на ова, иако ние сме ти го ставиле 10-то да биде буквално, нели? Одеднаш ти потфрлаш, не си окей во тоа, а за нас тоа е исклучително многу важно. И сега ние сме ти дале овде пас. Да. Пред неколку години можда, да. И ти овде не разочаруваш, па требава да го ставиме на почеток. Значи приоритети се ставаат. Да, приоритизирање во тој случај. Логично, па. Значи фундаментални права се многу фундаментално нешто, така. Да. Прво. И тоа секогаш било прво и ќе продолжи, затоа е многу важно, значи да имаме почит кон човековите права, но и почит кон инклузивноста, значи треба да имаме отворено општество. А може малку за карактерите лични што се потребни во преговорите? Знаеш, каква, да речем, улога игра лош преговарач или добар преговарач? Знаеш, колку може да се зезнеме условно ако луѓето што се таму што преговараат во наше име не си ја знаат добра работата? Пак не преюдицирам дека не си ја знае тимот таа работа, ама чисто онака општо земено. Бидејќи сепак тоа се луѓе кои што преговарале со многу земји претходно, го имаат целото ноу-хау на светот малтене, нели? И сега ти доаѓаш како една помала земја која преговара и сака да влезе во тоа друштво. И знаеш како ќе биде ако ја завршиме добро нашава домашна во подготовките и обратно ако потфрлиме. Да. What's the difference?
Па мислам дека како со сите преговори е важно секако да има луѓе кои знаат, но мислам во преговорите од суштина се и skills, значи вештини. Колку можеш да се зближиш со другите, колку можеш да зборуваш, да бидеш отворен, па другиот исто така да му се свиđаш во смислата како работиш, не во смислата дека ај да бидеме пријатели, но професионалноста. Така што мислам сега се внимава многу во тоа. Секако тој тим било кој дае ќе треба да има многу поддршка. Зашто не се работи само во еден централен тим што мора да прави се. Тој координира, но треба и министерствата, значи цело време, зашто ова ќе значи нови регулативи, нови закони, нови практики, што всушност ќе треба да се имплементираат од другите министерства, во некои случаи од општините, така што стварно е процес што сите не вклучува. Секако тој тим што ќе ги води преговорите многу важен. Но сега не можеме да очекуваме дека некој што преговарал со 100 години треба да седи во масата, зашто тоа не значи дека и ова убаво ќе го направи, туку некој што значи има волја, има знаење и има волја за знаење, зашто никој не е роден многу паметен и се учи. Ова пак ќе кажам, прв пат го правиме, први преговори се со ЕУ во смислата на овој тип на преговори, зашто во релација со ЕУ сме биле долго време. Повеќе од сега 15 години, повеќе од значи од многу долго време. Така што секако од сето ово се учело, ама ова е нов процес и ни требаат луѓе што стварно се отворени и мислам дека ги имаме тие луѓе што се отварани да ги гледат интересите на државата, но и да ги сватат интересите на другите. На цела работа. Сега за сега сме capable, спремни, во добра позиција. Мислам дека да, пак ќе го потенцирам и долгорочниот ефект, дека многу луѓе го гледаат многу негативно, ама во овој случај тоа е и можно за нас, за да сватиме во целиот процес каде ние сме најдобро позиционирани. И тоа не можеме да го правиме ако сето тоа оди многу брзо. Зашто нема да можеш да гледаш, види тука има една точка што не сакам да ја има, значи во овој се работи за фундаментални промени на системот, за фундаментални промени на... Нема шорткат, Нема шорткат. Затоа е убаво да си мислиме добро и долго и сето тоа да го правиме во подобар начин. Што мислиш вака според тебе? Во кое поглавје ние би биле најлоши и најмногу би требало да работиме? Кај не тоа што Европска унија ни го дава, ова работите прво, туку ние од кај би тргнале според тебе? Па за сега, нели, ние сме тргнале од тоа на фундаментални права и judiciary и судскиот законодавниот дел и мислам дека тоа е супер, зашто ако немаш доверба во судовите, ако немаш доверба во правото, се друго спаѓа на вода, зашто ништо нема да може да функционира. Тоа значи ако си некој земјоделец што сака за нешто да се нешто не му оди па сака да оди во суд, и ако не верува во тој суд, тогаш нема да важи ни што се случува во земјоделие. Значи, прво и најпрво е тоа да има доверба во системот и доверба во клучните институции на системот. И тоа е тоа што се работи сега и затоа е важно што тие поглавја се исто така најприоритарни, но и за нас, мислам, тоа е сега цело време зборуваме и читаме за судството, гледам дека луѓето се исто така критични, мислат на тоа, реагираат и тоа значи дека всушност има добро мислене во смислата дека ова е важно за нас. И ова стварно треба да се случува ако треба да одиме напред. Ако нема доверба, нема ништо. И тоа е во секоја релација, дали човечка, дали институционална и во овој случај. Затоа тоа секако е важно. Другите, да бидам искрена, не би знаела во смислата дека има, не знам точно во кој поглавја што постои. И исто така секој си има како личен предрасуда, во смислата дека јас мислам за education and youth
е многу важно. Така, субјективно е Да, малку. зашто јас сум од таа фела, па секако тоа ме интересира. А всушност не си мислам за нешто друго. Сега со ковид и со целата ситуација, секако мислам дека нашите приоритети пак ќе се менат, и не само нашите, и на целата Унија, и на целата земја. Така што и тоа веќе ни покажува дека ова можда не сме го видела, ама е многу важно, па на ова треба да инвестираме во иднината. Така што тоа ќе се менува, но мислам дека first and foremost, значи прво и најважно е доверба. Ама спомна дека нели новата методологија подразбира малку променет сет на приоритети. Но конкретните онака точки по кои што ќе одиме, конкретните прва, втора, трета, четврта, пета, ги наложува Европска унија или тоа е взаемна некој взаемен договор кај што се договараме по кој пат ќе одиме, па тргаме да одиме? Мислам дека сега се случува тоа, значи се дава некоја рамка на преговори, значи од почеток ќе биде многу јасно што оди прво, што оди второ, да. Значи, И тоа се случува сега. Значи нема да почнуваат преговорите. Се договараме како ќе стигнеме. Пример, ние тргаме нели на патот, така, и сега по кој пат ќе фатиме, преку планинава ли, од доле, по тунелов ли? Да. Супер, добро. И во овој момент секако тоа што Унијата го мисли е многу важно, зашто нели ние сакаме да бидеме дел од незе, од Унијата. Така што they have the upper hand во тој смисол, но секако и ние знаеме кои се и нашите интереси како држава, зашто ние сакаме да бидеме дел од целиот овој процес. Така што постои таа како back and forth, ама секако рамката што ја дава Унијата е рамката што ја дава Унијата и ние ќе треба да ја следиме. А како Унијата не надгледува после тоа ние кога ќе почнеме со процесот на промена, да речеме? Па цело време имаме нели progress reports, тоа ќе продолжи. Добро. Само мислам дека ќе се менува малце и начинот на progress reports, само сега пак не знам, не сум многу сигурна, зашто без да го видам нема да верувам, не во смисла дека нема да се случува, туку на смисла дека не знам точно како ќе изгледа. И не сакам да зборувам да question marks, туку да, значи треба да се очекува и пак тоа што го викаше ти порано, не е ова дека ние сме биле лоши, па треба сега вака да биде, но ова е стварно еден поинтегрален начин, може да се менува пак секако со поотвореност на смислата дека сите ќе знаат дека ќе се промени, не некој вака стилски да се стави некоја фидет, да. Но важно е дека треба да се очекува секако дека можда ќе има промени, само дека тие промени не би требало да ја стават ниту една земја во некој disadvantage, во смислата дека не значи дека поради промена на методологија ти веднаш ќе добиеш минус поени. Например. Туку само за да се подобри целата таа релација кон земјите членки и кон земјите што сакаат. Да. Јура, колку може да трае, знам дека неблагодарно да кажуваш, знаеш, ама као во некој розово и црно сценарио, колку може најкратко да биде, а колку најдолго може да биде? Ова прашање цело време го менувам мислењето. Минута во минута можда. Понекогаш вака како ти уште 10 години, уште 15 години. Така што стварно не можам да знам. Може да трае од 5 до 15 години изи. Во смислата дека нели цело време има и дебати во смислата, знаеш, каква ќе биде Унијата. Како се, значи Унијата цело време има и интерни дебати што не се поврзуваат со нас, туку со членките што веќе ги има. Што сака да биде, дали сака да биде посолидарна, подсврста, поинтегрирана, поцентрализирана во смислата дека повеќе работи ќе одлучи. Значи и овие работи, овие интерни моабети многу се важни за нас, зашто ова покажува дека тоа ќе промени можда и релацијата кон другите земји, во смисли дека можда ќе има некој друго поглавје и нешто така. За сега тоа не е значи нема друго поглавје, но треба да се мисли на тоа евентуалност и за тоа трае години. Значи, затоа не може да се одлучи дека вака, зашто не знаеме по 10 години дали како ќе биде светот. Не знаевме дека сега ќе дојдам со ракавици и ќе имаме ковид и ќе треба да држиме разделение и да имаме 300, да мислиме на 300 чуда. Не знаевме. Не сме можеле да знаеме. Но што може да знаеме е дека треба да работиме многу сериозно, не треба да се
онехрабруваме ако нешто не оди како што сакавме или брзо колку што очекувавме, туку треба да бидеме верни на процесот и да знаеме дека можда ќе трае, но е за нашето добро. Ако не е за моето добро, зашто кој знае колку стара ќе бидам, зашто пак не знам. Дали ќе го преживееме ние воопшто нашите генерации? Мислам дека се надевам дека значи треба да се мисли на бенефит на следните генерации. Значи се што правиме сега, ако повидот тоа не го покажува, ништо нема да го покажува, е дека треба да се мисли на друга иднина. Мислиш дека добро е тоа искомуницирано во широката јавност дека се работи за маратон, а не за спринт? Па, знаеш, ја мислам дека малку има дел од луѓето кои што очекуваат, почнавме преговори, супер, кај да ја влагаме. Тука мислам дека е малце трики, зашто мислам дека секогаш, земи си ти како, на пример, сакаш да имаш еден убав проект. Да. И ке викаш, ајде сега, знаете, луѓе, го имам овој проект, ке треба да го финансирате, ке треба да ми дојдете во шоу цело време. Да. Ама сега сакаш да ти биде успешен. Што ќе правиш? Знаеш дека ако викаш дека можда овој проект ќе заврши многу лошо, зашто знаеш дека ќе заврши, на пример, лошо, ама знаеш дека луѓето ќе ти дојдат во шоуто и ќе работат со цело срце и се, само ако кажуваш дека 3 месеци ќе оди и дека треба ова да го прават. После, значи, тоа е. И мислам дека цело време има една баланса во смислата дека треба да се гледа the end in sight, иначе луѓето пак ние сме егоистични во некоја смисла дека сакаме ние ако правиме нешто ние да го видиме тоа убавото. Иначе what's the point? Зошто тешко е да се замисли што е иднината. Значи да, окей, сакаме нешто за поубава иднина, ама која е таа иднина? Така. И кој ќе биде бенефициент на целата таа иднина. Значи, затоа тука мислам дека не е лесно и да се комуницира фактот дека зашто всушност и никој не знае, никој нема одговор на смислата дека во овој датум 2030 Северна Македонија станува членка. Не го знаеме тоа. Не го знаеме. И не би било и честно од другите да викат дека многу брзо ќе влеземе или не брзо ќе влеземе, зашто не се знае. Што се знае дека ќе трае, не знаеме колку, зашто можеби ние како држава ќе одиме многу брзо со некој поглави. Значи има ајде да свртиме на позитивно нота. Значи ако сме многу добри, па и стварно ќе влеземе. Апсолутно. Значи тоа секако, if you do your homework, многу потешко станува да ти викат не. И тоа беше и случајот сега со добивме прво едно не, ама видовте како сите реагираат дека не, Северна Македонија заслужува да добие зелено светло. И мислам дека и тоа моралната, но и фактичната состојба покажа дека не, всушност ќе добиеме и добивме зелено светло, зашто hard work pays off. И јас тоа го верувам. Јура, значи ако треба да заклучиме фактички баш тоа што не знаеме колку трае. И баш тоа што од нас зависи, ама и од ЕУ зависи, како што кажа, како ќе еволуира. Мислам дека единствено нешто што може да ни даде некаква перспектива и да ни помогне е да се обединиме позади идејата. Апсолутно. Знаеш, бидејќи кога више не знаеме ништо од овие работи, барем да сме сложни дека го фаќаме патов. Океј, ај сите да се качиме на возов. Да. Па колку трае, дај да се обидеме побрзо. Се друго ми е онака како нелогично. Мислам дека тоа е најубава конклузија на целиот мод. А можеме ли да учиме, да речеме, бидејќи Србија и Црна Гора веќе се влезени во преговори, така не знам колку време, само не имам таа информација, дали можеме, бидејќи се блиски земји по прашање на политика, на менталитет, на економија и така натаму, што можеме од нив да учиме како треба и како не треба да правиме во однос на Па мислам дека веќе учиме со Црна Гора, исто така со НАТО имавме неколку, значи, lessons learned, зашто тие беа земја членка пред нас во НАТО, па учивме и од тој процес и одеше релативно брзо, како и со нас, и сега сме членка, но, значи, сега, да, може да помага, но само на смисла на different perspective, значи, не е дека тоа ќе го информира и начинот како ние ќе реагираме. Има работи каде што експерти викаат дека Северна Македонија е понапредна од другите земји што веќе се во преговори. Значи, веќе направила, ако ги гледаш суштински работите, веќе направила повеќе прогрес.
некои така и ја Така. чинат целата ова работа. Значи, зависи, но убаво да се учи од сите овие искуства, но секако е многу важно и ние да мислиме точно, и мислам дека тоа се прави, точно што е потребно за нас како земја. Добро, одлично, Љура. Кога ќе влеземе, кога ќе заврши сето тоа, се надевам нема да бидеме стари баби и дедовци, и дека пак ќе си се видиме, ќе дојдеш и Важно здрави да Да, Ќе бидеме направиме една ретроспектива на ова што се случило во еден минатите шампањ ќе отвориме 15, вака. пиу, и нешто. 10, Па ќе се да се ракуваме надеваме можда. оваа години. Или најмало рака да пукне. Да, Да, фала ти многу што дојде. Ми Фала беше на вас. супер муавет. фала ти. Исто така. Сара, нека гледаат луѓе и други епизоди, ја мислам. Имаат уште 9 Едно. други епизоди или може 4 им останале, но догледајте ги. Да. Мислам дека сме Ми забавни. се а? свига ова размислување. Може две имаш само уште за Да, може гледање. има уште една или последна била, така. Да, пуштај, ајде, не се мисли, тоа е тоа. Vitkast.mk